Мило ми е што гледам дека и покрај притисоците кои се вршат, сепак има македонци, сепак има тие што ќе кажаат доста е. Ние од партијата Достоинство влеговме во оваа коалиција затоа што тука е Македонија. Тука се македонците кои ја бранеа 2001 година и пак ќе ја бранат. Тогаш со оружје, сега политички ќе ја браниме. Тие што се представуваат дека се грижаат за македонскиот народ, го уништија македонскиот народ, го иселија македонскиот народ. Тие што се бореа 41 ги извадија на улица. Нас до ден денес се уште не признаваат. Го донесоа со сила буџетот. Нека го донесат и законот. Каков е, таков е. Много нас не смеат. Ја уништија цела Македонија. Ја кушкаат полицијата против својот народ. Но не знаат дека у полицијата се уште има луѓе кои се бореат 2001. И луѓе кои знаат дека овој народ наш. Знаат дека тие не треба крела така и нема, тоа не се случило во Штип, нема да се десе во Штип никогаш. Секој ден ни збораат дека сме лидери. Лидери на што? На уништување на својот народ, на задолжување. Не задолжија нас, нашите деца, сега не задолжуваат и ќе ги задолжат и нашите внуци. Лидери сме во тепање на својот народ, во вадење на пратеници, тепање на жени во парламентот. За секоја кренат глас тие формираат некои нивни здруженија. Кажуваат дека социјалците, кои тие ги направија, се организирале на Фейсбук, демек и земјоделците. Имале тие пари и за на Фейсбук да се организираат. Срамота е тоа што го работат. Затоа и треба дека една за секогаш нашиот македонски народ да излезе на улица и да каже доста е! 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 Оваа влада што побрзо да си ги собере партаите и си замине. Затоа што ќе дојде ден, ќе биде касно кога тие ќе побегнат со нивните пари, а ние ќе останеме со нашите маки во нашата Македонија. И пак ќе порачам од име на партијата Достоинство. Ја браневме 2001 со оружје, сега ќе ја браниме политички. И нема да дозволиме никој да ни ја земе, затоа што немаме друга. Да живее Република Македонија.